Good morning. Добро утро на сите. Добро дојдов на првата панел дискусија денеска, која што е посветена на активизмот. Денеска зборуваме за тоа како креативноста може да влијае врз моќта. Ова е малку поопштиот наслов на нашата Како модератор на ова, ќе ви кажам само неколку клучни забелешки за темата. Имавме многу различни приоди кон оваа тема, но можеби првата поента доаѓа од самиот наслов и овие практики и моќта. Всушност имаме една перспектива каде што некои фундаментални односи во самото општество се по всушност подложни на моќта. Тоа значи дека моќта повеќе или помалку се вклучени во овие односи на моќта. Според многу научници, овој вид на уметнички практики се всушност се сметаат за инхерентно политички, па затоа кога зборувате за активизам, уметниците имаат политички цели и на еден или на друг начин овој вид на уметнички активизам служи за да се прошири просторот за политичкото действување. Дури и јас имам одредени детерминанти на овој активизам како еден вид на информативна политика. Може би ова е првата поента која што треба да ја напоменеме. Втората поента се однесува на уметничкиот активизам кој што е многу популарен широм светот. Па затоа сакам да ви кажам неколку примери. Например, неодамешните протести на двајца уметници IVV и Јанишка Кор, кои што маршираа во Лондон и носеа сиви кебиња како символ за потребите на бегалците. И тие беа поддржани од голем број на други уметници демонстранти. Меѓутоа, не само индивидуалните артисти, можеме да наведеме голем број на примери за колаборативната уметничка работа, како што е, например, рускиот колектив Што делаш. Потоа имаме кој што вклучува поети, теоретичари, уметници, филозофи и исто така на тој начин тие ја прошируваат борбата од едни практики кои што одат од долу нагоре. Или пак уметниците кои што беа дел од движењето Окупирај, и тие всушност ги окупираа културните институции, бидејќи сметаат дека овие културни институции всушност представуваат социјална и економска нееднаквост. Третата поента, која што сакам да ја напоменам на почетокот, се однесува на нашиот локален контекст и конкретниот случај на Република Македонија, каде што ја имавме оваа декада од 2006 до 2016, во која што според голем број на политички аналитичари, тоа беше наречено како еден вид на политички режим, кој што резултираше во артистички практики или уметнички практики кои што за прв пат има јасна политичка цел. Тоа беа протести на улиците, пред јавните институции и тоа е третата поента што сакам да ја презентирам сега за да симулирам, односно да ја поттикнам дискусијата. Сега ќе ви ги представам панелистите и прво сакам да ви ја представам Ерита Максути, која што е членка на управниот одбор на Фондацијата Отворено општество Македонија. Исто така, таа работи на Државниот универзитет во Тетово. А за мене, оно што е важно, дека таа е основач и член на движењето Екогерила. Па затоа и го давам зборот. Faleminderit që keni ardhur sot. Што сте дојдени денес тука? Јас како член на управниот одбор на фондацијата можам да кажам дека ми е особена чест што сум поканета да бидам член од панелот, значи баш на оваа тема, која јас ја чувствувам многу важна.
од аспект на општествената важност на темата и од аспект на одржување на кондицијата на нашето општество. Не знам денеска дали ќе одговориме на сите прашања што се поставени како дилеми и за дискусија, но сигурна сум дека можам да го споделам и моето лично искуство во врска со тоа, поготово во делот, во улогата која јас ја играм како активист во општеството и се надевам дека ќе успеам целосно да го изложам тој делот. Уште еднаш како член ќе се навратам, значи во таа улога на управниот одбор, морам да го кажам тој делот што мислам дека е особено битен, а тоа е дека фондацијата во изминатиот 4 век играше мощна битна улога во промовирање и поттикнување на општествената одговорност, работејќи на фронтот на културата, човековите права, значи социјалните промени, како фундамент за функционалното општество. На поле на уметничките пракси за мобилизирање на општествените промени, мислам дека фондацијата тука исто така даде голем придонес. Мислам дека многу повеќе зборуваат сликите што се околу нас и целата изложба што е направена за 25 години работење на фондацијата во Македонија и мислам дека е многу импресивно и било што јас да кажам, мислам дека ќе биде премногу. Сликите зборуваат, книгите зборуваат и мислам дека во тој делот е многу направено. Мислам дека во делот на независноста и слободата на умот и консеквентното делување се почетни точки на креативноста и ова состојба треба да се рефлектира и во нашето општество. Мислам дека е битно да нагласиме дека, како што кажа и Тихомир, ние бевме долго време во еден режим, значи излеговме во еден период каде што гласот на креативен отпор, реакција или протест беше потиснат и просторот за делување е енормно намален, но сите ние носиме и носевме и тогаш и носиме и ден денеска општествената одговорност и секој од нас има различни капацитети за конфронтација со неправдите и тоа што треба да се промени во општеството, а особено ќе ставам акцент на уметниците, активистите и креативната маса на општеството. И искрено се надевам дека нашиот капацитет нема да се намали, значи само со промената што настана во нашето општество. Јас повеќе нема да должам, но во другиот дел дефинитивно ќе сакам малце повеќе да зборам и за делот на активизмот на кој јас бев лично вклучена и малце ќе излезам од улогата на член на управен одбор и ќе зборам од активистички аспект. Ви благодарам. Thank you, Merita, for your initial. Благодарам, Мерита, за иницијалните зборови. Сега би сакал да го поклонам нашиот втор панелист Никола Гелески, кој е писател и главен уредник на порталот Окно и на културниот магазин Маргини. Ден од мене на сите. На 25 годишнината од основањето на фондацијата, сакам докажам и на некои мои јубилеи баш поврзани со активизмот во уметноста и воопшто со, да речам, полето на културата внатре во целото општествено-политичко поле, да ги користиме тие зборови на Бадиу, поле, општествено поле, културно поле. Спремајќи се за денес, листав стари Маргини. Маргина е списание кој исто 25 години полни, конкретно оваа година. Така што тоа е на некој начин нешто се поклопува со јубилеот на Сорос. И исто конкретна годинава славиме 10 години од Окно. Порталот кој на некој начин е продолжение на Маргина, кој беше списание во последната фаза за децентрализација, за ширење на културата, да речам, по рабовите, а пред тоа беше за сурфирање по рабови и така. Имаше 3-4 слогани низ тој свој живот, повеќе од 20 годишен, последниот број излезе пред 3-4 години.
една од жртвите на груевизмот, што го спомна и Тихомир, кој уништи многу погрубо и многу поважни ствари од Маргина, но ете и Маргина беше дел од тоа. Значи, сакав да обрнам на тие две работи кои се некако најјасни артефакти за мојот ангажман активистички, јас барем така го сваќав, во полето на културата, од овој културно-уметнички агол. Скоро 30 години, па дури може би и повеќе, зависи како се почне сумна таа некаква уметничка сцена, и многу пати во овие 30 на години сум се обидувал и лично и во тие заеднички акции што сме ги правиле, да го дефинираме полето, да направиме некаква топографија, и воопшто некако да се ориентираме во просторот. Клучните прашања, зашто се ова го зборувам, се оние што и денес се исправени пред нас. Што е воопшто уметност? Тоа е особено денес спорно. Беше спорно и пред 30 години. Една од причините зашто Маргина се викаше Маргина е и тоа, затоа што центарот беше запоседнат, според мене, и денес е запоседнат со нешто што воопшто не личи на, барем во мојот свет, во моето сваќање на уметноста, културата, политиката, на општествениот ангажман, беше запоследно со нешто што не личи на тоа, како и денес. Така што тоа е важно, значи што е уметност, што е действување во полето на културата, и ова второво исто, што е действување, што е активизам, што е политички придонес, што е ангажман и така натаму. Ради тоа, ради вечноста на тие прашања, одбрав и денес, предпоставувајќи дека никој нема да се бави со тоа, бидејќи имаме по-конкретни, по-јасни задачи пред нас, одново, по кој знае кој пат борба со забеганиот режим и со забеганите клучни актери, политичко-економски, кои ги гмечат општествата, особено нашивено и западниве не се баш како кажам, во кој знае колку добра форма. Значи, наместо се бавам со тоа, со конкретните задачи, некои од нив ги спомна и Тихо, и ние сме ги спомнували и сме применували стварно, би рекол дури стотици, десетици различни стратегии на борба во овие 30 години. Значи, наместо тоа, ке се вратам на овие основниве прашања, со помош на Гомбрович, Витол Гомбрович, го знаете, славен полски писател, емигрант, живеел во Аргентина, на кого налетав, ви велам, дури ги листав стариве броеви на Маргина, и на кој на мене имаше големо влијание, кои разни други писатели, мојата некоја основна вокација е тоа, книжевност, но Гомбрович особено на ова поле, кај што се студираат, да речеме, општеството, националната култура, улогата на поединецот, во историјата, во културата, каков е погледот од надвор, како може да се биде активен и така натаму. Така што издвоив 6-7 кратки цитати од Гомбрович, повеќе ко провокација за разговор, отколку ко затварање на темата. Ке почнам со едно кратко делче, кое баш збори за нашава ситуација, особено ова вчера што ни најавија нов министер и така натаму, нов, супер некомпетентен министер, иако и овој сегашниот не се прослави во овој краток мандат, ама ова е стварно скандалозно. Мислам, уште еден упад, тоа е една од причините исто зашто го одбрав овој пристан, уште еден жесток упад, да речам, во полето на културата, кој као би требало да биде автономно бар 200 години, али не е ни во еден момент. А всушност па можда и не треба да биде, тоа исто дебата за разговор. Мораш да беснееш кога гледаш како после земјотресот, ми се свига оваа фигура со земјотрес на Гомбрович, значи, како после земјотресот во твојата куќа останало прицврстено токму се што е најлошо и најслабо. Бидејќи, што можеше да се очекува од револуцијата, или да речеме од шарената револуција, дека станала доживување настан, барем дека ќе дојде до некој краток спој со стварноста, дека тие барем за момент ќе мораат да се загледаат во очите на таа медуза. Ете, тоа е тоа вечно прашање, нели, сите знаете, после секоја така наречена револуција. Ние немавме револуција, имавме баш некоја симулација на дисконтинуитет, но прашањето е тоа. Значи, како после земјотрес, на сите тоа ни наликуваше падот на груевизмот, на 10-годишниот терор, што го спомна и Тихо, мада Тихо не го употреби зборот терор, во куќата останало прицврстено токму се што е најлошо и најслабо. Мислам, тоа е баш одново имаме таа дилема. Да продолжам со следните 6
кратки цитати од Гомбровиќ. Инаку ова се неговите дневници. Он има и феноменални романи и раскази, по дневниците е најпознати, го притвори дневникот во многу така специфична книжевна и културна форма, пошто исто е посебен, затоа што ги растура жанровите некако и каноните во областа во која действува. Значи, што е уметноста? Она што го поставив на самиот почеток. 2-3 од Гомбровиќ прочитам различни насоки за размислување што е уметноста. Вели, уметноста е луксус, слобода, забава, сон и сила. Уметноста не настанува од беда, туку од богатство. Не се раѓа тогаш кога си под кочијата, туку кога си на кочијата. Уметноста има во себе нешто триумфално, дури и кога ги прекршува рацете. Нурнат во разбрануваната толпа се осетив малку како морнарите на Одисеј. Колку има сирени во тие пријателски лица што навираат кон мене, што ми доаѓаат во пресред, може би не би било тешко да им се фрлиш на вратот на тие луѓе, да им кажеш ваш сум и од секогаш сум бил ваш. Но, внимание, не давај да те подкупи симпатијата. Овде Гомбровиќ во ова парченце зборува баш за она вечно искушение да бидеш подкупен. Ради тоа го издвоив ова. И тоа им се случува, речиси на сите. Дал ради идеолошка блискост, дал ради стандардната економска овакво зависност и општата беда во која живееме, но опасност или просто ради потреба од љубов и да бидеш признаен и сакан, подкупот е огромен ризик. Ради тоа ви велам го одбрав ова. Значи, не давај да те подкупи симпатијата, не допуштај да те растопат тажникавите сентиментализми и сладкото разбирање со толпата во која се втопиле толку дела на полската литература. Секогаш биди тук, ова е важно, секогаш биди тук. Биди ненаклонет, непомирлив, трезвен, остар, екзотичен. Држи се, момче. Не давај твоите да те придобијат, да те присвојат. Твоето место не е меѓу нив, туку вон нив. Ти си како јажето што децата го употребуваат за прескокнување. Го фрлаат пред себе за да го прескокнат. И последното парченце за тоа што е уметноста. Уметноста значи може би и треба да ја руши стварноста, да ја разурнува на елементи, од нив да гради нови глупи светови. Во таа произволност е скриено правото, нарушувањето на смислата има своја смисла, не воведува во внатрешната смисла. И сонот го открива целиот идиотизам на задачата што на уметноста ја поставуваат некои премногу класицистички умови, дека таа мора да биде јасна. Јасност, незината јасност е јасност на ноќта, не на денот. Незината јасност е токму таква како на електрична лампичка која од мракот извликува еден предмет, оставајќи го другото во уште побезнадежен мрак. Таа мора да биде вон границите на својот свет, нејасна како судот на питија, со лице заклонето со вел, недоречена, да се прилева со множество смислови и да биде поопширна од смислата. Ова не е баш мојот концепт за уметност, но сакав да ви го кажам, бидејќи знаете, тоа е сосема легитимна гранка и дури во вакви, како кажам, шугави времења, кај што стварно веќе не се знае кој е активист, кој е искрен уметник, кој е прагматичен уметник, квази активист, така натаму се е побркано и тоа, се кажам дека имаат право на постојање, дури како кажам, можеби и најблиску се до некаква подлабока, не би рекол по класична, бидејќи баш Гомбровиќ го критикува зборот, класика смисла на уметничкиот ангажман. Значи, нешто што е поблиско, да речеме до мене, брзо завршувам со цитатите на Гомбровиќ. Значи, нешто конкретно во која насока треба да се менуваме. Со тие 2-3 работи ке завршам. Значи, ке мора да биде пресвртен наопачки не само нашиот пристап спрема националната историја и уметност, туку и целиот наш патриотизам треба да биде променет, поставен врз нови основи. Уште повеќе, многу повеќе. Целиот наш однос према светот ке мора да се промени, а нашата задача тогаш веќе нема да биде изградба на некоја одредена полска форма, туку да стекнеме нов пристап спрема формата, како спрема нешто што луѓето се уште го создаваат, а што никогаш не ги ослободува. Уште повеќе, треба да се покаже дека сите се такви како нас, тоест да се открие целата недоволност на цивилизираниот човек спрема културата која го надраснува. Тоа е нешто да речам мал манифест и овој кој е уште по-експлицитен, по-дословен, како Гомбровиќ го гледа одликите, како ги гледа одликите на неговиот човек. Знаете, во тоа време кога го пишува и пред тоа време на модернизам, Гомбровиќ пар екселанс модернист,
се даваат тој тип на програмски, како кажам, начела, каков треба да биде човекот. Мислам, тоа може да од Ницше иде па и преку комунистите и нацистите, но добро, е и поетичка некаква како кажам, агенда. Човекот го создава формата во најдлабокото, најопшто значење. 2. Човекот како произведувач на форма, нејзин неуморен продуцент. 3. Човекот станува деградиран од формата, бидејќи секогаш е недоволно, во наводници, недоволно образован, недоволно зрел. 4. Човекот е заљубен во незрелоста. 5. Човекот го создаваат нижоста и младоста. 6. Човекот е изложен на меѓучовечкото, како на повисока сила творечка, единственото божество што ни е достапно. Ова е важно. Ова е тоа поле на активизам, што и велам и на меѓусебно проникнување. Значи, човекот изложен на меѓучовечкото како на повисока сила творечка, и тоа е единственото божество што ни е достапно. Ради тоа се залагам, наспроти целиот овој релативизам, се залагам за активистичка уметност, дури и низ ваков еден чудак и мизантроп во голема мера кој што е Гомбрович. 7. Завршувам, човекот за човека кој не знае ни една повисока инстанца, и 8. Човекот динамизиран со луѓето, со нив воздигнат, засилен. И последниот цитат, со тоа завршувам, се извинувам тихо што отупев, али после нема да зборам толку во делот на разговорот. Сепак, порано или подоцна, нашата мисла себе мора да се изработи пат за излегување од крсокакот. Нашите проблеми ќе ги најдат своите луѓе. Во дадениот момент не мислам само на творештвото, туку на повторното стекнување на можноста за творештво. Мораме да ја создадеме онаа порција на слобода, смелост и безобзирност, и дури би рекол неодговорност, без кој создавањето не е можно. Треба едноставно да се навикнеме на новата скала од нашето постоење. Ке мораме да се однесуваме ладнокрвно и безобзирно спрема нам најмилите чувства, за да дојдеме до нови вредности. Од моментот кога ќе го прифатиме формирањето на светот, од местото на кое што сме и со оние средства какви што имаме, огромноста ќе се намали, неизмерноста ќе добие форми и ќе почнат да опаѓаат надојдените води на хаосот. Ви благодарам и уште еднаш се извинувам заради пречекорувањето на времето. Thank you, Nicola, for your creative interpretation of Gom. Благодарам, Никола, за точното толкување на Гомбрович во нашиот контекст. Сега ќе му го дадам зборот на Славчо Димитров, кој што е теоретичар, активист, член на коалицијата Маргин и всушност истражувач на училиштето за сексуалност, политика и култура. Славчо, повели. Благодарам тихо што ме за овој вовет и за поканата на организаторите. Јас ќе ми треба малку повеќе време, околу 10 минути, меѓутоа нема да преземам исто така, ќе се извинам доколку на почетокот на мојата презентација звучува како радикална, меѓутоа сакам да поистакнам неколку концепти и поенти за кои што сакам да размислуваме, вклучително и за концептите политика, политичкото, културата, естетиката и како сметам дека тоа е важно за темите што ќе ги дискутираме овде. Ќе дадам историски примери, но и современи примери кои што сметам дека се важни. Од тука прво можеме да одиме на првиот слайд, кој што ќе ве водат додека јас зборувам. Мојата почетна хипотеза и концептот кој што сакам да работам е концептот кој што се е дел од постфондацијската политичка филозофија, а тоа е концептот на политичкото. Политичкото во оваа филозофија го означува институционалниот момент на или воспоставувањето на општеството, и тоа е актот кој што компензира за неоснованата основа на самото безтемелниот темел на општеството, одсутниот на кој што се креира секоја општество, секоја заедница. Додека политичкото во оваа филозофија е она што не привлекува во основите на основата. Ова демократски е многу важно, многу важна поента. Затоа, моментот на фондацијата, основата и на актуализацијата на самата кој што треба да каже политиката и политиката
односно јавната политика, никогаш не смеат да се спојат и тоа демократски е многу важно. Затоа, во таа смисла, секоја политика, доколку сака да биде демократска, е осудена на пропаст, мора да пропадне во еден момент и ако сака целосно да ги реализира своите ветувања, па тоа всушност дава еден политички хоризонт за заедницата и за отворената заедница. Оваа филозофија всушност се базира на основачката политика, нешто што ние имаме тешко. И оваа политика всушност го локцира принципот, суштината и основата на политичкиот ред. А тоа за тој пример земете го национализмот. Овој принцип или оваа основа всушност е имун на ревизија и на оспорување и тоа е ситуиран надвор од општеството или надвор од политиката. И таму стои како нешто дадено за секогаш и дека тоа треба да се следи. Мојата втората поента е дека всушност треба да го гледаме концептот на политичкото не само во овие апстрактни или символички термини, кои што обично се анализираат, но исто така и од перспектива на материјалното на политиката. А мојата теза е дека политичкото е радикално материализирано и дека е всушност вградено во материјата, во телата и во односите кои што постојат помеѓу различни форми, изрази, различни односи помеѓу нив и ефектите кои што циркулираат од меѓу компонентите на една заедница или на политичката заедница. Во оваа филозофија политичкото се анализира како нешто што е заедничко, она што ни припаѓа нам и што не прави една заедница. Да се биде заедничко, но поентата е дека тоа лежи во релацијата или во односот дека току нашата рационалност не прави заедница. Од друга страна, поентата е дека всушност политичкото е антагонистичката релација на нашите односи, како ние тоа го комуницираме преку процесот на антагонизм, нешто на протестите што се случија во Македонија во проследните години, каде што различни групи од различни социјални позиции беа обединети во една еквивалентна промена врз основа на антагонизмот кон некаков политички субјект или принцип. Или пак политичкото може слично да значи полемичка верификација на антологичката еднаквост. Тоа е поентата на Жак Расие. Кога постои одреден цензус и ред дистрибуција на осетливото, пореметување на тоа како поредокот се прави и тогаш ние можеме да ја направиме антолошка, ние сите сме еднакви и ја правиме ова башање видливо, гласно, да бидеме видени и слушнати. И бараме нешто да бидеме дел од заедницата. Јас ги поедноставувам работите овде. Во мојата хипотеза, политичкото е всушност материјалната символичка моќ која што ја представува заедницата и овие дискурсивни апарати кои што го представуваат споделениот свет и кои што овој свет е отворен на постојани континуирани оспорувања и тоа е всушност главната демократска поента која што сакам да ја направам. И овде ќе скокнам низ неколку работи, но ќе почнам да зборувам во врска со нешто друго. Ова политичкото, мислам, концептот за политичкото треба повторно да биде поврзано со поимот естетика и тука културата и уметноста влегуваат во сликата. И тоа да се реконектира со нешто порадикално, тоа е нешто во сензорните и телесните искуства и да се воспостави естетиката како нешто како што всушност функционира врз основа на сите културни искуства, каде што политичките и културните практики
влијаат директно врз телото или врз царството на естетиката, каде што промените продолжуваат, различни релации, нијанси се отвараат, нешто што може да направи еден вид на нарушување на организираниот доминантен ред во општеството. Тоа може да бидат индивидуалци, но и уметнички институции и практици. Политичката идеологија и култура се сметаат за перформативни и како акт на коригирање на движењата, енергиите од човечкото тело. И тие всушност дистрибуираат, регулираат односи што е можно во едни односи помеѓу телата, помеѓу луѓето, помеѓу просториите, различните објекти, како некои тела може да бидат користени, како ресурсите се дистрибуираат на различни тела и така натаму, и да се регулира диспозицијата на телата и на просторите како начин на работа. На уметноста гледам како на материјално рекомбинирање на хегемонската дистрибуција на начините како да се биде, да се работи, да се гледа, да се реконфигурира мапата на осетливото, на сензитивност и да се прилагоди на природните циклуси на репродукција, продукција и ќе скокнам неколку примери. Ќе одам сега на неколку примери. Можете да одите понапред. Всушност ќе прескокнам повеќе слайдови понатаму. Следниот. Овде. Само да сакам да ви кажам неколку примери. Во ова заедничкото истражување кое што го направивме како дел од оригиналната мрежа на кореографи, теоретичари, уметници, заедно со Билјана Тануровска-Ќулјавска, и тоа беше објавено во словенескиот магазин за фини уметности, перформативни уметности, дека преку различни кореографски практики, разбрани во поширока смисла, не само танцување, туку перформанси, како и културата на клубската сцена, меѓутоа во почетокот на 90-тите години што беа развиени во Македонија, како сите овие практики беа целосно политички наполнети и всушност како тие беа подразбира развивање на телото во различни политички процеси. Тие всушност беа од историски од 70-те, 80-те до 90-тите години во други тела. Прво го гледаме другото тело во однос на класичните институции и кореографските практики, посебно Сузан Фостер го вели тоа, паѓачките тела на балерините, кој што представува одреден вид на политика на движењето и на гестикулациите, и повторно одиме во социополитичката и политичката, кои тела беа вреднувани, дистрибуирани, каков вид на материјални вредности беа промовирани и телото во поврзаност со текстот. Следниот слайд, ова е еден од историските пример Волтарика, театарот на Свети Никита Голтарот. Владимир Милчин, поранешниот извршен директор, беше иницијатор на оваа представа заедно со Слободан Унковски, со многу други млади студенти кои што работеа на театарот. Всушност ова е дел од нивните физички практики, но последниот дел е дел од перформансот што беше направен од страна кој што беше кога беше направен една година подоцна во црквата Света Софија, беше проследен со огромен скандал поради појавата на голо тело во самата представа. Ова е дел од нивниот манифест, но тоа можеме да го скокнеме, одиме понатаму. Ова е уште една важна група, Бежана и Проџаман, два уметника кои што прават перформанси за камера и во различни простори или во уметнички галерии, кои што се многу важни денеска, бидејќи тие воведуваат еден вид на вонземно тело во политичкото и во јавниот простор. И
повторно, мојата поента, начинот на кој што се изразува една утописка идеја за телото, да се биди другиот, кој што ги кажа елементите на НЛО и на некои други, и ова беше направено од Бежана и Коџаман на почетокот на нивната изложба. Го скокаме ова, уште еднашка го скокаме. Ова е всушност некои нови проекти во кои што јас лично се обидов да работам со овие идеи кои што почнав да ви ги објаснувам на почетокот, а тоа е да се истражи како материјалното може да влијае на телото и на рационалноста на телото и во реконфигурирање на овие аспекти кои се политички акти кои што најинтензивно всушност се обидуваат да направат нешто друго, посебно во полето на квирнесот или да се биде квир. И всушност кои се квир искуствата, кои што всушност се обидуваат да ја оспорат идејата на националната архива, кои предмети се даваат и идејата на едноставноста на некои објекти или предмети, како тие предмети имаат одредена историја, која што е толку многу интимна, колку што е и политичка, бидејќи интимната историја се веќе беше организирана преку одредено политичко поле. Во уште еден проект кој што го направивме заедно со артистот Велимин Женос, целта убавина мора да умре, и таа беше прилагодена за билборди и беа ставена на билбордни поради проектот Скопје 2014 во однос да ја оспориме маскулинарната патриархалната идеологија која што лежеше во основата на овој проект. И со години натаму, во минатот, последните 3-4 години, јас сум куратор на Скопје Прайд викендот во однос на перформативни практики, меѓутоа и уметници кои што работат со телото, со телесната уметност и кои што работат на полето на феминизмот и квир уметноста. И идејата беше ова да се направи еден вид на пореметување преку ваквите практиките. Првата слика на во аголот дискусија и концепт кој што ние го кажавме срам да ти е, и тоа е уште една практика, туку еден вид перформативен настан, меѓутоа се обидува да го реобработи персоналното осрамување на луѓето и да го направи оружје на отпорот. И имаме уште два примери. Ова се всушност некои фотографии од различни активистички движења што се одвиваат во земјата, кои што има огромна политичка улога, иако така не би биле смислени во традиционална политичка смисла. Тука имаме доаѓаат од перформативни уметници, од различни уметнички медиуми и културни практики, кои што ја го урна цензусот помеѓу кои што беа организирани од јавната, и така сите беа тела на отпорот и тие имаат огромна улога во она што никога го рече трансформацијата, не револуцијата, но трансформацијата која што ја преживеавме во однос на кој што веќе се случува врз материјалното и сензорното. И ова се некои различни примери на различни групи на уметници кои што правеа инсталации во јавните простори, кои што се обидуваа да воведат десензуалната димензија, воведување на елемент во просторот каде што различни работи се игнорираат, но го ставаат, како што на пример диазепамот, кој што всушност упатува на генералната афективна атмосфера, како политиката влијае на начинот на кој што луѓето го живеат својот секојдневен живот, потоа лебот кој што упатува на сиромаштијата и ајкулите во реката Вардар, кој што исто така беа еден вид на перформанс. Овде всушност ке запрам, но доколку има други прашања можеме да дискутираме повеќе. Благодарам Славчо за твоите силни теоретски инпути и докази. А последната, само колку да ја видите, сликата евеа. Сега имаме од Приштина представник од уметничкиот колектив Хавейт. Hana, Aponina. Aponina está certa? Јас сум Хана. За да реагирам или за да постоиме против правилата дома
И на факултет се потрудивме да се споиме заедно и заедно излеговме на улица со јавни перформанси. All of us started to all of us. No, we are Сите наши and we are sisters and Alketa and Lori are sisters. се сретнавме сите заедно на факултетот на уметности и сите ние учевме таму и во еден момент свативме дека треба да направиме нешто кое што е поразлика од факултетот на уметности, како ќе го кренеме гласот, но на еден појавен простор и се обидовме да ја искористиме улицата која што еднашка беа користени за протести и за обвинување на протестантите или демонстрантите, меѓутоа првиот пат кога направивме првиот наш перформанс беше за една трагична кауза, бидејќи еден маж ја убил својата жена, а државата не ја заштитила и потоа од тој период навамо почнувавме да протестираме цело време користејќи го јавниот простор и да ги кажеме, да зборуваме против нашите политичари и против менталитетот во самата земја и се разбира да ги заштитиме личните елементарни потреби на луѓето. Ке ви покажам некои од нашите перформанси кои што се однесуваат на јавниот простор и кои што се многу повеќе политички, бидејќи тие имаме и уметнички перформанси кои што ги правивме. Овој перформанси се вика Испитување и всушност го направивме од 2002 година. Всушност 2013 година, се извинувам, и Nobody talked about them. За долго време никој не зборуваше за тоа, затоа што представуваше срам за земјата, бидејќи имаше многу голем број жени и кои што не сака да прифатат и исто така беа засрамени заради тоа што сите мажи си ги замина од домовите и жените беа сами во домовите и беа силувани заради тоа. Еден од политичките заменици предложи дека тие треба да добијат надоместок за тоа што им се случило. Да го кажам правилно, затоа што е ова многу чувствителна тема. Еден од замениците предложи да се дадат пензија на жртвите на насилство, заради тоа што секако дека можеби ќе постојат жени кои што ќе лажат, затоа што ќе им биде потребна пензијата и заради тоа ќе мора да прегледаме. И по војната тие сака да направат едно нешто многу апсурдно, што и не е нормално некој да го каже, сака да ги прегледаат сите жени, да ги однесат на гинеколог и да прегледаат дали навистина биле силувани. И нашата уметничка представа беше базирана на тоа и ние зборувавме, како што можете да видите, има јаболка и кујнски прибори кои што мајките ги користат за да ни приготват храна. И имаме долги фустани кои што се многу симпатични всушност. И ние зедовме јаболка заради тоа што во Косово има многу песни кои што ја опејуваат убавината на жените и ја споредуваат со јаболкото. Како например дека јаболкото убаво изгледа, дека е здраво, но тие почнаа да ги уништуваат јаболката и да предизвикуваат бучава пред парламентите заради тоа што сакаат да доловат дека силувањето ги има истравматизирано. И ќе продолжам со следниот слајд. Овој настап многу ни се допаѓаше и започнавме да го користиме во различни конотации. И она што би го направиле е дека ќе го промениме овошјето, така што јаболкото го сменивме со компир, бидејќи кога ја имавме ова презентација на уметнички сајам во Атина, беше за револуцијата на компирите и тие купува храна без да платат без данок. И ние си помисливме, па да, тоа е интересна тема и заради тоа решивме
да ја испитаме револуцијата, доколку некој може да го направи тоа. Потоа продолжуваме со истражување на нашите корени, заради тоа што како што луѓето во нашата земја многу зборуваат за корените и за тоа како треба да ги зачуваме и како треба да знаеме од каде потекнуваме и треба да бидеме горди на тоа што сме. И ова е многу националистичка идеја да си ги зачуваш корените а што ќе се случи доколку ги истражиме и доколку ги пресечеме и едноставно заборавиме од каде сме и да бидеме едноставно индивидуа. И се обидувавме да покренеме некои прашања во врска со тоа. Ова е уште една фотографија која што ја сликавме на денот на Свети Валентин во 2014-та. И решивме да ги да фотографираме за нашите пријатели, затоа што имаме многу пријатели од LGBTQ заедницата и сакавме да направиме нешто за нив, заради тоа што Свети Валентин е ден на љубовта и во нашата земја на никој не му е грижа за LGBT заедницата. И во овој ден, кој што се вика денот на љубовта, се уште се предизвикуваат овие прашања за истополова љубов и ние сакавме да ја одржиме оваа идеја и ова беше многу симпатична слика, меѓутоа добивме многу смртни закани, затоа што оваа слика всушност се расшири низ интернетот и ние не го очекувавме тоа. И кога се сретнавме со полицијата, бидејќи бевме исплашени, заради тоа што знаевме дека има луѓе кои што биле претепани заради ова, отидовме во полицијата и полицијата веднаш знаеше и рекоа, да, луѓе се јавуваат за да ве спречиме, затоа што ни кажува имаме две девојки што се бакнуваат на сред Приштина и сакаме да запрат. И многу е интересно сега да се зборува за тоа, но тогаш ни беше многу страв и многу бевме разочарани. Како што можете да видите, како е повеќето наши настапи се одржуваат во јавност, како например пред нашите знамења, затоа што и пред спомениците на нашите херои, заради тоа што овие храбри мажи кои што не спречуваат да ја развиваме нашата земја. Например, нашите политичари се многу корумпирани, но сепак се повикуваат на овие херои. Имаме други национални обележја, како например херојот Скендербек, кој што сите се уште го обожаваат. И ова настап го одржавме во Тирана и се вика користи си го гласот. И зборувавме за човек кој што не е пријател, кој што беше геј, не можеше да живее во Косово и мораше се пресели во Германија, каде што престојуваше нелегално додека не се ожени. И тука зборувавме за концептот на двоен живот во Приштина. Тој кажуваше како имал сексуални односи со неговиот дечко и потоа одел на ручеци со неговото семејство за да заборави што се случувало во неговиот живот и морал секојдневно да си го лаже семејството. И денес во нашите животи се уште е така, заради тоа што ние се уште не сме искрени со нашите семејства и се плашиме да си го кажеме мислењето како дома, така и во училиште, затоа што се уште не учат дека не смееме да зборуваме и само да се смееме за сите затоа што сме жени. И ние почнавме да се мачиме себе си додека една од нас не почна да повраќа, затоа што доаѓа време каде што мора да си го кренете гласот против овој концепт. Заради тоа што сите сме слободни и можеме да си го кренеме гласот и да правиме се што сакаме или нешто во тој контекст. И ова е исто така јавна интервенција. Не знам дали ги имавте овие книги во основно училиште, каде што можете да прочитате бајки, како например за македонските невести, ние имаме за албанските невести и слично. И ние ги читавме тие книги во основните училишта, задолжително беше да ги прочитаме како лектири за време на летото и потоа да си дадеме мислење во врска со книгите, односно да напишеме мислење. И најдовме некои песни за истополова љубов, кои што се напишани од многу познати албански писатели пред неколку децении.
И по војната албанците велат дека хомосексуалноста не постоела никогаш во Косово и дека тоа е некој интернационален концепт. И многу е чудно за нив и не можат да прифатат дека нивната ќерка или син можат да бидат геј. И ние ги собравме сите овие поеми и решивме да ги прочитаме јавно и да дадеме бесплатни книги на луѓето кои што беа случајни минувачи и тие нас ни велеа, тоа е супер што вие читате книги во јавност, но тие всушност не знаеа што се содржи во тие книги. Ние ги натеравме да ги земат книгите и да прочитат за работите што не сакаат да ги прифатат. Ова е уште едно видео кое што го прикажавме во Тирана во Албанија и се вели кога татко ми плачеше, мајка ми му ги бришеше солзите и ова се случува во Косово кога на пример после лош сон мајката доаѓа и ви ги брише солзите за да заборавите што ви се случило. И ние кога гледаме маж што плаче за нашето семејство тоа е како лош сон затоа што никогаш не се случило. И ние отидовме во Тирана и се сретнавме со неколку мажи и решивме да направиме видео соработка со нив и сакавме да си ги кажат личните приказни и да ги натераме да плачат само за да докажеме дека дури и мажите албанци можат да плачат. Иако се израснати и учени да бидат силни и да го поддржуваат и да го чуваат нивното семејство. И заради тоа постои еден концепт и еден стереотип дека албанските мажи никогаш не плачат. Дали имаме уште некој друг слайд? Во ред, ова е последниот. Значи, сакав да кажам исто така дека, како Хана што кажа, уметниците кои што се уметници поради потреба, и сакав да кажам дека ние се обидувавме да одиме на факултет и да бидеме уметници. Например, таа беше драмски режисер или театарски режисер, и јас бев сценарист и сите сакавме да бидеме уметници и да комуницираме со луѓето. И она што се случува во Косово во моментов, а сигурна сум дека и тука е ситуацијата таква, уметниците и луѓето кои што ја стварат уметноста се многу изолирани. Имаат групи и си ја прават уметноста едни за други. И сакавме ние да одиме на улица и да зборуваме со повеќе луѓе, затоа што ние сме многу фрустрирани во нашата земја. Ние не можеме да се изразиме себе си на тој факултет во суштина. И ние три се отпишавме од факултет и почнавме да правиме перформанси на улица и да ја носиме уметноста на улица и да ја провоцираме мислата на луѓето кои што поминуваат и кои што не ги гледаат уметничките дела. И мислам дека тука завршуваме. Во ред, ви благодарам. Ако ме прашате, мене секогаш се предизвицува да се најде еден регионален контекст и каде постојат одредени преклопувања и тоа се поентите за идните соработки. Последниот панелист за денеска, Бесфор Идриси, кој што е актер и режисер во Детскиот театарски центар во Скопје. Благодарам. Тихомир, за овај вовед, исто сакам да кажам дека бидејќи мојот говор го подготвив на албански, па затоа треба да ги преведувам своите мисли, па затоа би сакал да зборувам на мајчин јазик, ако може. На сите организаторите и тие што се вклучени во организирањето на настанот, бидејќи вреди да се зборува на овие теми и треба да се организира такви настани, исто повеќе кога се зборува за неискористена моќ на уметноста и културата. Како прво, кога ја прочитав оваа тема, овој наслов, почнав да мислам дека се помислив кој не ја искористил таа моќ, кој не ја употребувал таа моќ, бидејќи во текот на минатите години во нашето општество имавме многу случаи токму моќта на културата и на уметноста искористено, да не речам
и е злоупотребена на многу начини, особено од минатата влада и исто така и искористен и буџетот и толку повеќе и од партиите како првоедното, но и албанската партија не била негласна и исто така и таа влијаела од овој аспект. Така што почнав да се запрашам колку може да стои таа негација таму на овој наслов. Може би треба ова тема, би било подобра да беше теза, а не антитеза. Значи, кога зборуваме за активизмот, уметничкиот активизам денес, како тоа може да влијае кон властите, повторно во текот на моите анализи, првото прашање е дека не знам како може да се случи ова, како да го направиме ова, бидејќи ако се обратиме кон историјата и гледаме што се случило во текот на уметничката историјата на светот, може да најдеме многу уметници и многу ликови, може и антолошки ликови кои што имаат посебно место, значајно место во историјата на уметноста и особено за мојата вокација за театарот ке зборувам повеќе, можеби се луѓе што се поразително од овој аспект, во ова борба се поразени со борбата со властите. Еден конкретен случај ми е Молиер, земајќи предвид дека неговата главно дело е Тартуф, исто така имајќи предвид и влијанието на Луј 14 врз него, тој беше тој што ја одржувал власта и Молиер, и ако тој не бил во можност во своето главно дело да даде таков момент, значи што има еден слабо дело едно слаб момент во драматургијата, но од другата страна кога се трудев да не бидам толку песимистички настроен, почнав да размислувам за функционирањето на театарот кај нас, како функционира и што се случило во текот на минатите години, особено во периодот на груевизмот, како што и се спомна претходно. Во текот на овој период, покрај сите тие вложувања во инвестирање со тендери, со милиони евра, со мегаломански суми, повторно театарот остана или да речеме не постигна да биде во потребното ниво. Ова поради тоа што како прво треба да направиме една дистинкција меѓу театар и театар. И таа поделба постои, иако лингвистички е многу проста поделба, значи театар со големо Т и мало Т. Театарот со големо Т ги представуваат институционални театри и тие во многу случаи во Македонија скоро воопшто не се исповетуваат со театарската уметност, бидејќи тие можеби биле и можеби се уште стојат узурпиране од власта, како од аспект на финансирањето, така и од аспект на кадарот, од внатрешните политики и така натаму, но се што се случува во тие институции е во повеќето случаи воспротивно со самата суштина на театарот, значи со театарот со мало Т, како што јас велам, значи со театарската уметност. Ова се случува поради тоа што буџетот доаѓа од владата и повеќе во минатиот период целото функционирање на култура, особено во театарот, било многу децентрализирано. Министерството за култура беше
да речеме на еден начин единствениот продуцент или речиси сами единствениот продуцент на театарските представи во Македонија и така се најдовме во ситуација што сите представи кои што се случува во Македонија, во театрите во Македонија, значи кога зборуваме со театарот со мало Т, сите театри да бидат како сите представи да биле режирани од еден или двајца режисери и немало диверзитет, тие представи кои давале некој начин диверзитет или што давале нешто друго, во повеќето случаи биле или цензурирани или се одстранети од театарските репертоари или во повеќето случаи тие представи што се разликуваа се третира како инциденти и се велеше дека еве се случи, но не требало да се случи. Ова се случува поради тоа што во Македонија во минатиот период, иако културата и театарот и уметноста воопшто беа користени, злоупотребени од владата, повторно на некој начин сето тоа се случи на сметка на културата, на театарот, затоа што и покрај сите инвестиции, самата култура, самиот театар беа тие што беа најмногу тангирани од овој аспект. Кога зборуваме за овие ситуации, како одговор или како да го најдеме одговорот за да се одстранат овие ситуации, треба да се најде друга финансиска поддршка за да се обезбеди благосостојба на другите активности што се поврзуваат со театар, што се поврзува со малото, за тие активности што се вонинституционални, бидејќи често пати институциите во низ цел свет функционираат и како во Македонија, но во повеќето случаи се институции кои што се многу формални, бирократски, инертни и сите движења, макар тие историски и тие денешните, сите тие движења кои што се експериментални или нови форми на уметноста, ниту едно такво движење не се појавило внатре во институцијата, туку надвор од тоа. Особено ние во Македонија што бевме во еден период каде се било надвор, каде надвор од институциите се случило многу малку и тие се третирани како инциденти, имаме потреба за многу за некоја поголем простор надвор од институциите и треба да имаме уметници кои не се зависни од политиката, значи не треба да има директор поврзан со партијата е на власт и така понатаму, оди се понатаму. Што за жал се уште постои кај нас. Инаку, во врска со театарот и макар за институционалните и вонинституционални театри, од почетокот на театарот, значи од самиот почеток, од каде направен и првата представа изведена, од тогаш театарот постои како потреба на човекот, но и како место каде се спротивставуваат политичките сфаќања. Театарот никогаш не бил аполитички. Затоа зборувам дали без разлика каков театар бил институционален или не. Ричард Меркингер во својата книга зборува за диалог што се случило меѓу Теспис и Соломон, меѓу првиот актер и политиколог, исто така од митолошки аспект, на ниво по глумењето на Теспис, Солон му се обраќа и му вели дека
тој ја лаже публиката, кажува невистините и Деспис одговара да, но тие работи им се допаѓаат на публиката. И затоа Солон одговара, да, вистина е, но проблемот е дека ова истото може да ни се случи во политиката. Значи, од тогаш, од почетокот на политиката и театарот биле заедно, чекореле заедно, секогаш паралелно оделе еден покрај друг. Колку и ние да не го сакаме тоа. Секогаш публиката одела на театар за да гледа работи што ги тангира нив, да гледа работи кои што публиката се среќава во текот на својот живот, во секојдневниот живот и оди да ги гледа тие работи од поинаков аспект и на некој начин да создаде некој диалог меѓу идеите и концептите што тие ги имат и концептите што се појавуваат на сцена. Во текот на историјата ова се случило од антика, значи тогаш гледале представи за грчката митологија и сигурно сите тие во публиката ги знаеле со сигурност митолошките грчките митологии, бидејќи биле секојдневие за нив во средновековието. Во средновековието кога станале тие всушност кога се влезени во уметноста на црквата и Библијата, истото се случиле во модернизмот, истото се случува, значи секогаш во театарот се зборува и публиката оди на театар за да гледа идеи од секојдневието, но од поинаков аспект. На овој начин театарот дава можност за да се биде на еден начин модерна агора, современа агора денес. Затоа театарот има можност да влијае на општеството, да влијае на општеството да се вршат промени, дури кај власта, но само ако театарот е слободен од властите, особено за преку работите кои што не се поврзани со власта и властите да може да се влијае и на мејнстримот. Ви благодарам. And the current problems of our Сега ќе го поканам уште еднаш камерита, само за уште еднашка да ја заврши својата презентација и ќе ја отворам оваа сесија за публиката да се приклучи. Ќе продолжам да зборувам на албански. Vazhdon në edhe duhet ta hap një debat, besoj mbas prezantimit tim. Bëhet fjalë për një periudhë që збор за еден период кој што сме многу свесни дека откако поминал тој период и од аспект на поразот на некои процеси кои што ги инициирал и самата тогашната влада, може да кажам дека од тој аспект ние како професија сме поразени за да се спротивставуваме колку што треба во спречувањето на некои активности кои денес ги гледаме нивните резултати. Знаеме за кој проект зборуваме, еден огромен проект и од тој аспект културната спротивставеност не била доволна, затоа мислам дека постои и голема сила која треба да се искористи и треба да се искористи во идната како активистка за екологијата, за животната средина, може да кажам моje лично искуство кое се однесува со отпорот
кон некои промени, но и на некој начин ние научивме и некои нови методи во врска со активизмот, но тие некои ќе ги спомнам денес, тие биле различни форми на јавни површини, каде сме се бореле против еден голем феномен, како што е големата загаденост во мојот град, и токму тој момент бил битен затоа што ги освести многу граѓани кои што и мислам дека тоа е резултат, посакуван резултат за да се случат промени во општеството, за да се зголеми свесноста кај граѓаните и да се променат некои наративи во нашето општество. Јас се надевам дека направивме една материализација на синергијата на уметноста, протестот, свеста и се што било присутно во тие моменти. Треба само да кажам, што го кажа и Никола, тој момент беше квази активизмот и мислам дека ние бевме во еден процес каде се случувало овој феномен, како квази имало многу квази активисти и верувам дека треба да се редефинира начинот на активизмот и да се филтрират во текот на времето, особено во овој нов период. Толку имав, ви благодарам. Thank you. Сега ќе ја отворам сесијата и за публиката. Добре дојдени сте со сите коментари, прашања и друг вид на омислења. Господин Славчо Димитров, јас многу ги имам читано и вашите проекти активизам и се согласувам и веќе потсетам само оној што го направивте со Христина и со Јана, или за од областа на ликовната уметност. Зошто мислиш, еви јас имам учествувано слични проекти, претежно од областа на литературата и визуелните уметности. Значи, мојот проект беше, да речеме, Европската комисија утврдила дека во регионот, во државите, се објавува тоа што не е квалитетно, а не се објавува тоа што е квалитетно, и ни дадоа сајт на сите држави што се од регионот и по еден уредник, ја бев уредник за Македонија, да објавуваме. И на вистина тие што ги објавивме, после тоа многу голем успех има, пред тоа со години не сакаше никој да ги објави. Меѓутоа, тоа што е карактеристично за Македонија е дека кога заврши проектот, кај нас се врати на старо, додека во другите држави, во околните, Хрватска, Бугарија, Романија, Србија, значи го има тој културен ефект. Зошто мислиш дека кај нас ваквите проекти не се sustainable, не се одржливи, нели? Што е таа карактеристика што прави да на другите места сите овие социјални проекти, активизам, така да речам, имаат успех и позитивен ефект, а кај нас останува се на старо? Ја би те цитирал, мислам дека е тоа ради тоа што ти го имаш кажано во воведот, дека се негова една култура како бисме можеле да станеме нешто што никогаш не сме биле. Благодарам. Не знам што точно да одговорам. Не сум сигурен првен за тој оптимизам дека нешто во другите земји е драстично поразлично кога станува збор за слични проекти. Ама не сум ни сигурен па со тезата дека кај нас ваквите нешта немаат ефект како што велите. Напротив, мислам дека имаат и такако голем ефект. Моето искуство изминатите години, например, со организирањето конкретно и на Прайд викендот, фестивал кој што не е прави нужно активистички, туку се засновува на селектирана уметничка програма. Тоа е приоритетната, почетниот материјал или конкретно изложбата Уметноста на неуспехот, се вика, што споменавте, каде што има и Христина и Јана објавено. Кажуваат дека првин има значајна и голема публика која што ги посетува.
Второ, мислам дека тоа е публика која што низ текот на годините можете да видите како самата станува продуцент на нови содржини и носител на некакви општествени промени. Така да не знам колку едноставно држи таа теза дека нема. Ако евентуално на оние места на кои што нема ефект, мислам дека проблемите да ги издвојам некои. Се дека први мислам дека голем дел од културните продуценти во Македонија воопшто не се грижат за пристапот до публиката. Има блага доза на ароганција кај културните работници во државата, затоа што мислат дека е доволно да направат настани да им дојдат 5 пријатели, без да се инволвираат во тој допир со медиуми, со други публики, со различни институции, образовни институции и така натаму. Второ, затоа што немате континуирана институционална поддршка за различни проекти. Министерството за култура прв пат оваа година во конкурсот поддржа организации и уметнички колективи и групи кои што со години и деценија скоро немаа добиено нити денари. Третото е поради тоа што голем дел од уметничката продукција кај нас се засновуваше пред подолго време на фондовите кои што доаѓаа од известни фондации, во главном европски фондации, меѓутоа и други кои што со тек на годините се повлекоа бидејќи мислеа дека Македонија стана веќе развиена и самодостатна земја, што во голем дел ги осакати оние културни работници кои што останаа, каже речи, на работна екзистенцијата и без некакви можности да продуцираат. И конечно затоа што мислам дека образовните институции, посебно уметничките образовни институции во Македонија се ужасно се уште стереотипни и не продуцираат доволно содржина во таа насока. Настануван. Дали некој друг има прашање? Присутни по повод 20 годишнината и панел дискусијава која што носи едно мокно име, кое се уште за многумина, поготово од мојата генерација, има огромно значење. Мислам дека организаторот ја има малку поставено на една друга основа, мислејќи дека европеизацијата, енглескиот јазик е примерен, токму работиме и збориме за македонскиот јазик и културните дејности во Македонија на ова тле, на ова подрачје. Јас сум Рамче Мустафа, инаку представник на Романиланд, Јавин. Само ќе молам ако може да будете директно Погресно е прашања. директно во тој дел што шуторизери сум од таму, иначе дојден од Барселона пред 2 години во живење надвор од Македонија од 30 и неколку години и затекнувам една драстична состојба во областа на уметноста и културата, инаку автор на 2 книги поезија, член на председателството на Книжевната младина на Македонија во времето си до 90-та година и состојбата на промените, каде е неискористената моќ. Наидувам на гето, уништена објекти за основна културна активност и една промена во тој дел и најавуваме дека со самото присуство овде, дека во наредниот период ќе земеме многу поголемо активно учество со група на млади ентузијасти. Јас веќе припаѓам во групата на Сегон, на другите, и затоа ве поздравувам и верувам дека ќе се видиме за констатацијата и во многуте оптимизмот. други работи. И таму имаме прашање. Следно. Здраво, па веројатно до Славчо и до Колја, може да ме видите како едно прашање, мало провокација. Да поземам насловот на денешниот панел. Предпоставам дека во режим, во услови на режим или оно што го идентификуваме како режим, е полесно или подобро или полесно е да кажеме да се искористува моќта на уметноста и културата за општествени промени. Не е ова иронично полесно, бидејќи полето е полесно на делување. Ме интересира како тоа изгледа сега вака во мирнодопски услови.
Значи, како би искористиле моќта на уметноста и културата за обществени промени, особено, еве да кажеме, денеска ова ми личи малце како на Парастос за министерот за култура, во политичка смисла, или хроника на една најавена смрт, политичка се разбира. Како се поставува активистот, уметникот, културниот работник во ситуација мирнодопска, кај што е освоена, условно кажано, слободата, а и добиваме политички удар со смена на министер кој што, да речеме, ни е важен за нешто. Се идентификуваме со него за нешто или сме се идентификувале, без разлика на оние ups and downs, што ги кажа Колја, во рамките на неговата работа, колку што може таа да биде работа ефикасна за време на една година. Значи, прашањето е, полесно е во режим да се биде активист, без разлика на ризиците што ги има, како се поставуваме во мирнодопски услови? Колја? Полесно е под авторитаризам. Мислам, појасен ти е светот, појасни се ориентирите. Заради тоа јас и одбрав така малку комплицирам во мојот настап, уште подалеку дури од темата која ти да спомнуваш. Кај треба да најдеме нови ориентири, тоа е еден од императивите, но тие не се наоѓаат само локално. И пак ќе речам, ради тоа ја одбрав малку покомплициран пристап. Ориентирите секогаш се прават во однос на некои вектори така, баш покомплексни, за таа светлина што ви упага, да речам, на полето, да биде поквалитетна, покомплексна, да осветлува повеќе, за да се наоѓате подобро. Конкретно прашањето, например, на уметноста во современиот свет никогаш не било толку комплицирано. Мислам, претворена е уметноста во креативни индустрии. Главниот индикатор се парите, кои на сите други можни полиња. И за успех, и за видливост, и за интегритет, и за љубов, и за се до тоа. И сега, знаете, дал е тоа уметност, дали техниките на пиар, кои исто во голема мера се поистоветуваат со активизам, а исто и префинетоста и уметничкиот, како кажам, сенс, просто се општо место. Секој мора да ги има, особено во цивилизирана земја. Врвниот политичар мора да посетува врвни културни настани, мора да го владее вокабуларот, мора да биде суптилен и така натаму. Тоа му го прават пиар агенции, кои има и врвни уметници. Филмот, видеоигрите се такви невидени индустрии, такво нешто немало во историја на цивилизација. Таква моќ економска, која неспоредлива е дури било која политичка моќ со сегашната моќ на некои гранки на уметноста. Така што целото поле е доста комплицирано и во тој контекст ви велам да бидете активист, во голема мера значи да го владеете новиот јазик кој значи манипулирање со јавноста и на психолошко ниво, и на ова естетичко ниво, и на политичко, и на сите можни. И ради тоа велам, се потешко е човек натера се дефинира, особено млад човек кој е бунтовен, кој сака го промени контекстот, кој сака да продолжи таа величествена уметничка линија која потекнува, не знам, од Египет или античка Грција, барем на запад. До сега и му требаат ориентири. Ова што збореше Бесфорд, парите, театарот, како го решиме тоа прашање? Театарот е скапа играчка, исто кој филмот. Ако државата не е арбитарот, кој тогаш? И никој нема одговори. Ова ти Горјан што прашаш на тие прашања. Ни стварно земјите кои имаат огромни буџети, огромна култура, тоест културни потреби на населението, а они произведуваат пари, тоест одржливост и онак континуитет, никој нема. Како државата се постави? Еден од моделите е ова независни центри, центар за филм, центар за театар, значи нема врска со министерство, со сето тоа. Исто е ова еден модел, вакви фондации ко Сорос, ко ФОМ, да има, дури во ваква мала земја, барем 5, па нека се надпреваруваат на идеолошки, и естетски, и политички, едните повеќе на лево, другите на десно. Нема овакво јасни одговори, а конкретно да завршам со конкретен одговор на твоето, мислам секој од нас во моментов треба да си го пронајде со своите политичко-естетски антени одговорот на ова, како да се позиционира сега. Добро, Колја даде добар одговор, не знам што посебно би додал, меѓутоа, ајде од моја перспектива, јас не го гледам као мирнодопско времето, посебно со оглед на тоа дека во контексти на уметничката и на културно-уметничката активистичка пракса, мојот фокус е квир и феминистичките практики, така да ја не мислам дека сега има ништо подобро, сметам дека
60 години има континуитет на патриархално општество, а мантрата која што се повторува сега може да биде само една празна либерална мантра за инклузија, без какви да било суштинско променување на постојниот поредок таков како што постои. Така да работата и како е голема, мојата цел е експлодирање и целосно уништување на еден таков поредок, така да работа мислам дека ќе има уште бесконечно многу долго време. А во крајна линија, во контекст на, условно кажано, овој мирнодобен сега контекст по однос на авторитарниот, мислам дека работата на уметникот сега е уште позначена, поради тоа што сега има можност не само да реагира антагонистички исклучиво наспроти другата страна за да може да креира било што во иднина, сега има шансата можеби да почне да креира и да нуди некои поалтернативни сензориуми, форми на живота, алтернативни визии кои што секогаш ни се потребни и секогаш имаат политичка вредност сами по себе. Има две прашања, мислам, тука и Моето не би било толку прашање колку што би сакала да се надоврзам на Бесфорд па и на Славчо. Во контекст на неискористената моќ, значи подвлекувам на неискористената, особено бидејќи доаѓам од полето на театарот, можам да споделам некакви своји искуства и некакви своји забелешки, но не знам, многу често се зборува на овие теми, а на крај немам баш некое чувство дека освен дискусијата можеме на некој многу по-конкретен начин да ги смениме нештата. Во контекст на Бесфорд би сакала да кажам дека се согласувам со тоа дека репертуарните театри, значи зборам националните театри и нивната репертуарна политика, апсолутно во се поголем и поголем дел со години наназад, дури сметам дека избегнуваат политичкиот контекст. Не можам да видам, дури како човек кој што првично, мислам, јасно вработена во МНТ како драматург, од 2014 навака, што посебно не се случува со години во однос на тоа како се креира една репертуарна политика на национална институција, и во тој контекст го поддржувам Бесфорд дека апсолутно не станува збор за проекти кои што имаат некаков сериозен однос кон реалноста, дури ни во некоја афирмативна, ни во некоја негативна конотација. Дури се повеќе и повеќе тоа станува за некакви уметнички проекти кои што режисерите ги носат како некаков моментален, внатрешен, сегашен порив, што нешто што сакаат да го размислуваат, и многу тешко се наоѓаат тие вертикали во однос на некаква општествена стварност. Да се согласувам исто така дека театарот без политичкото, односно политиката и театарот се апсолутно поврзани. И во оние моменти во кои се избегнува, сега ова е во корист на антитезата, се избегнува политиката во театарот, исто така има зошто. Но кај нас мислам дека некако сето тоа е толку спонтано, како се градат репертуарите, не само во една, туку во сите институции, што е алармантно, заради тоа што повеќе гледаме која представа ќе патува каде. Искрено најмногу на тоа се размислува, а не толку на тоа што има современиот театар да каже денеска, сега и тука во контекст на времето кое што го живееме. При тоа исто така не мислам дека станува збор за политички притисок. Ова е мое лично чувство врз оние кои што ги носат проектите, ги предлагаат проекти типо тоа, ги реализираат затоа што гледаме дека тие се реализирани од страна на автори кои што клонат кон едната или кон другата опција, од кај нас нели или едната или другата опција. Така што најверојатно некаде патем театарот го изгуби својот критички однос кон стварноста, зборам за институционалниот театар. И она што е потрагично во овој контекст, сметам дека, бидејќи исклучително темелно ги следам и она што се случува како текови во она независна сцена, значи повторно тоа се проекти кои што се воглавно финансирани од Министерството за култура, меѓутоа во доменот на независната продукција, сум шокирана дека и оваа година, дури проектите кои што добија поддршка, па и години уназад, тоа се проекти кои што се обидуваат да имитираат проект на класичен театар, мислам институционален театар, при тоа ако си аплицирал проект во независна сцена за поддршка за независна продукција, тогаш априори се прифаќа дека ти припаѓаш на независната сцена, имаш поинаков став и поинаков однос, односно поинаков концепт на обраќање кон публиката и кон јавноста. И тука е една голема
голем проблем кој што се случува заради тоа што проектите кои што се поддржани, тие не се ништо поразлични во однос на својот став кон стварноста, кон сегашноста, кон политичките состојби од она кое што се случува и во репертоарните театри, дури на едно естетско ниво. Тука сакам огромна поддршка за ова што го прават гостинките од Косово. Значи кај нас нема таков бунт во, да речам, една театарска форма која што е затоа што кога се аплицира за независна продукција во театар и не ќам тоа да го мешам со овие акциите во јавен простор. Не сакам предолго да зборувам, меѓутоа нема да се пријавувам 100 пати, наеднаш сакам да спомнам дека една голема тема отвори Славчо, која што веќе подолго време ме обседнува, а тоа е сите овие независни проекти, независно дали станува за театарски или од ликовни уметности, односно визуелни и така натаму, се согласувам дека се за 5 души, за 10 души, за 20 души, тоа се тие некои наш круг на луѓе и поддржувачи, вие тоа исто го спомнавте како некакви групации, никако театарски речено не успеваме да ја префрлиме рампата и да бидеме поатрактивни за пошироката публика. И во таа смисла, искрено сметам дека мора да се најде некаков модалитет. До душа до сега Министерството, мислам, и никогаш не финансирало ставка маркетинг за конкретен проект, иако сме сведоци дека секаде во светот, кога ќе поидете во некој шопинг мол или во метро или на автобуска станица, мислам, стално околу вас сте обкружени со огромни билборди за тоа што се случува на културен план, а еве овдека во оваа институција, например, имавме биенале на млади уметници, а не видов освен на социјалните мрежи каде. Станува збор за театарска продукција, исто така се случува. Значи, освен ако на Facebook не си споделиме, простете подолго што зборувам, значи освен на Facebook што ако не се споделиме, нема друг механизам и тука сметам дека е отсуство на комуникација, подобра поддршка од страна на медиумите за малку повеќе да се форсира. Значи, верувајте, и за некои своји вакви независни проекти сум пробала билборди и така натаму, 15.000 денари месечно кошта билборд. Незамисливо е за проектите кои што се финансирани во тие независни продукти, значи ние треба целиот буџет да го дадеме на билборд ако сакаме да, или не дај Боже, на реклама на телевизија. Ви благодарам многу, извинете што одолжев, се надевам дека нешто ќе ја поттикнам дискусија во контекст на неискористената моќ, а тоа е битно за денеска. Да, секако. Извинете, ќе се стрпите за прашање, иако немав директно прашање, но во однос на тоа што го кажавте, би сакал да додадам нешто, затоа што кога ги спомнавте репертоарските политики, ја памтам и времења кога скоро во секој театар имаше представа која што говореше за античкиот идентитет на македонците. И тоа секако дека е политика, репертоарска политика која што доаѓаше од власт. Потоа, токму во тој период, односно токму во периодот во сезоната 2012 и 2013, кога имаше, речиси, најмногу такви представи по театрите, токму тогаш и се зголеми растот на посетеност на театралските представи. И тоа е според Завод за статистика. Можеме да ги погледнеме статистиките. Тогаш имало најмногу публика во театрите во Македонија. Тогаш се оформи театар комедија и уште низа други работи. Благодарам. Следно прашање. Благодарам на зборот што ми дадовте. Прво сакам да кажам дека додека слушав од панел дискусијата, прво најмногу се разочарав бидејќи се споменува уметност и политика. Да, свесен сум дека политиката и театарот одат заедно и секогаш и тоа ќе биде воеднина, но сепак кога ќе размислам уметност и политика, тоа се веќе два различни света, бидејќи политичарот не може да биде во исто време и уметник или уметникот да биде политичар. Повеќе уметникот не може да биде политичар со својата уметност, бидејќи да, активизам, секогаш поддржувам уметност во активизам, но тој активизам не мора да има воопшто никаква врска со политиката. Може да обработува некое политичко прашање, но не
она партиска политика да поддржава некоја партиска политика и слично, току баш да биде за некое прашање во општеството. Второ, сакам да кажам дека исто така не ми се допаѓа што и тука на оваа дискусија и општо во државава се зборува за минатиот режим како да тој режим веќе замина и готово сега сме ослободени, сега све ни цвета ни држава. Јас мислам дека се уште истото дури многу повеќе бидејќи претходно имавме барем некоја надеж дека ќе биде подобро во држава, сега мене како уметник не ми останува никаква надеж дека нешто ќе биде подобро, освен борба и понатаму. Добро, ти благодарам, со оглед дека има само уште 10 минути. Да кажем околу тоа што се спомна сега, околу маркетингот. Мене воопшто не ми се допаѓа што медиумите, како што знам, порано секој медиум бил должен во денот во својот печатен весник да објавува барем 1 до 2 страници за култура. А сега ако отвориме еден весник, таму воопшто нема ништо за култура, по све политика и слично. Во ред, благодарам за тоа што има уште 10 минути, евентуално уште едно-две кратки прашања или коментари. Господин? Мирдита Павтаджиев. Сите. Доспласно мајче. Prezentatorën jubilar të shoqatës të Fondacionit Soros, uroj dhe përgëzoj panelistët, organizatorët dhe gjithë ju prezent që jeni. Përndryshe, unë jam Nasër Miftari, profesor historisë nga Gjimnazi Zekushmar. Čest i zadovoljstvo mi je da prisustvujem na ovakvi nastani, sum sekuaš, kaj što ke slušnam, i ke bidam sekuaš tamu, kaj što se zboruva sekuaš za mladinata, za mladjot, za мотивацијата нивна, за културата, образованието и така натаму. Јас доаѓам од образование и многу малку ми останува простор да зборувам за културата, меѓутоа, како историчар, сметам дека културата е двигателна дејност, ако не е пред сите, таа е меѓу сите, многу моćна за да се развие нашиот ум, менталитет, за да навистина се она што го имаме за живење, да го живееме онака како што треба. Ми се допадна зборот кванти. Кванти за било што. Додека ние препуштаме квантизам во било кој сегмент, тука сме пропаднали. И моето прашање е, ако нашиот професионализам се задушува, тука ќе ги имаме сите нешто друго за кој после ќе се обжали. Така да, прашањето би било, кој е вашиот механизам во културата, како актери, да се сочувате или пак да го подигнете нивото на вашиот професионализам, за да ние го осетиме тоа и да бидете неполитизирани, како што ние сме во образованието. Благодарам. Благодарам. Добро беше. Сега гледам дека луѓето се лути затоа што уметниците не ги сакаат политичарите и со право. Например, ние не сме невладина организација и сме имале некои тешки времења во нашиот уметнички пат, затоа што не сакавме да добиваме финансиски средства од никого. Бидејќи тие имаат одредени политики, а ние не сакаме да бидеме контролирани, не сакаме некој да ни каже како треба да си ги трошиме парите, кои што ќе ни ги дадат, и да ни кажуваат треба да ги потрошите на ова и да го правите ова и ова. Исто така ми се допаѓа она што го рековте, дека многу од настапите што сме ги правеле се случувале пред парламентот. Се, за жал, е поврзано со политиката. И како ние сме биле одгледани,
бевме одгледани, значи ние имавме некоја замисла дека сме уметници и дека сакаме да одиме по тој пат. Но потоа се запишавме на факултет и видовме дека всушност не можете да бидете отцепени од општеството. Мора да најдете начини да комуницирате и да им помогнете и да помогнете да се изгради она што сакате да го видите, оно поле што сакате да го видите или каква уметност сакате да видите и доколку сакате некои луѓе да бидат слободни во вашето место и да живеат како што сакаат да живеат. Ние имавме многу настапи и еден кој што го направивме беше најуспешниот од многуте наши настапи, затоа што кандидатот за градоначелник на Приштина, бидејќи ние зборувавме за кратење на и тој велеше да, ние немаме вода и тоа беше позитивно за нас, затоа што ние го направивме тој перформанс и тој го искористи. И сваќаме дека можеме да ги искористиме политичарите и некогаш да направиме политичарите и Министерството за култура да работат за нас. Знам дека сме многу тажни, но мора да најдеме начини за да го правиме она што сакаме да го правиме, затоа што на крајот на денот важно е само да бидеме во можност да бидеме слободни да се изразиме себе си и да им помогнеме на маргинализираните заедници да се чувствуваат слободни во нивните земји. И заради тоа ги правиме овие перформанси и настапи. Во ред, јас ќе завршам оваа сесија и би сакал да се заблагодарам на панелистите за нивните интересни и стимулативни приходи, односно контрибуции. Секогаш кога збориме за уметноста и за политиката, за нивната поврзаност, секогаш добиваме коментари дека тоа е нешто лошо и дека тоа не треба да постои, не знам што. Не, воопшто. Значи, политиката и уметноста мора да бидат поврзани. Но тоа, кога го велам ова, не мислам на клиентелизам и не мислам на партизација на уметноста, воопшто. Туку мислам на уметност која што ќе преку своето действување, преку своето постоење, ќе допринесе за одредени промени во политиката или одредени политички промени. Благодарам. И уште едно, мислам дека... Да, две информации. Во 13:30 на рецепцијата на музеот ќе се сретнеме со Кустовската Шемова и таа ќе, за оние кои се заинтересирани, ќе не помине низ постоечките две изложби кои се во моментот во музеот. Во 13:30 на рецепција. И второто нешто, не знам што беше, беше Ред, благодарам уште еднаш на сите учесници. И стварно мислам беше интересна дискусија. Не, Борет, ќе бидеме толерантни уште за едно прашање, мислам, да. Никола повели? Не, беше некоја конклузија на разговорот дека разликата измеѓу уметноста и политиката или каде тие се совпаѓаат, дека уметноста ја представува реалноста на некој метафоричен начин. Она функционира просто, ние ги памтиме само најемотивните моменти во животот. Така да уметноста ја представува реалноста на некој пренагласен начин каде што ни удира директно, ни спојува некоја важна порака на општеството со некаква емоција и така таа останува во нашата трајна меморија и не тера да размислуваме на една дадена тема. Обично уметноста ги представува вредностите за кои ние се бориме. Тие се истите работи за кои ние плачеме или се смееме. А политиката ги регулира тие вредности на кои ние се бориме. Така да секојаш политика користела уметноста за да ги смени некои вредности во општеството, некогаш уметниците или политичарите ги се бореле за истите вредности, нега се бореле за спротивни вредности. Но секогаш уметниците некогаш работеле заедно со во целиот систем, некогаш работеле против системот или создавале нов систем.
Само тука сакав да... Фала ти. И предпоставувам второто заборавено нешто од... Има уште две работи што сакаме да кажеме. Едната е дека случајот кафето и освежувањето е долу. Добре. А третата работа е оние кои се надвор од Скопје и кои понудивме покривање на патните трошоци. Можат да ја контактираат мојата колешка Солунка Зоксимовска и за сместувањето. Ве молам, контактирајте за да го регулирате тоа. Пријатен ручек, се гледаме во 2. По 1:30 на рецепт.